На барање на Сдруженијето Хемаонко, 2 онколошки лека се префрлаат на позитивната листа на лекови. Станува збор за таблетарна хормонска терапија, за инхибиторите летрозол и анастразол, кои се употребуваат во третман на рак на дојка кај 2500 пациенти. За околу 3 недели тие ќе можат да ги подигнат во аптеките во земјава. Двата лека досега се издаваа во клиниката за онкологија и радиотерапија и пациентите мораа да дојдат во клиниката во Скопје 4 пати во текот на годината за да го подигнат лекот што земаше 2 до 3 часа. Во исто време тоа ќе значи и намалување на гужвите на онкологија. Само во 2020 има над 11.000 прегледи врз основа на издавање на овие 2 лека. Значи, овие 2400-2500 пациенти 11.000 пати се појавиле во клиниката за онкологија и се создава тесно грло на најмалку 5 места во болницата, од проверка на здравствено осигурање и проверка на упати до клиничката или болничката аптека, каде што се издаваат и каде што се евидентира издавањето на лековите. Од сега веќе, значи, пациентите нема да има потреба да одат на клиниката за онкологија. Лекот ќе може да се подига на рецепта во аптека и од друга страна овие пациенти ќе може да одат на онкологија само за нивни редовни консултации со онкологот кој препишува терапијата и доколку има потреба. Тоа што ќе стига кај пациентите е само партиципацијата, која во зависност од цената на лекот нема да изнесува повеќе од 50 до 100 денари по пакување. Се очекува во текот на летниот период Фондот за здравство да одлучува и за лекови кои го спречуваат згручувањето на крвта. Во измените кои Фондот за здравство ги донесе се и одлуката за проширување на листата за ортопедски помагала за повеќе групи на корисници и втората новина, Фондот во иднина ќе дозволува не само за мултипла склероза, туку и за други хронични состојби кои се наведени во правилникот за медицинска рехабилитација, важноста на упатите за рехабилитација да биде 6 месеци наместо досегашните 2.